Значи, како што може да видите, граѓанскиот отпор против овој ненароден режим продолжува. Денес блокираме 3 раскрстици во градот Скопје, одржуваме протестни маршови во повеќе градови во Република Македонија. Едноставно, отпорот против режимот во поддршка со граѓаните на Република Македонија продолжува. Јас знам дека овој вид на отпор, граѓански отпор против овој ненароден режим, можеби ќе предизвика некакви негативни реакции и емоции кај граѓаните, но сакам да ги уверам во овој момент дека се ова го правиме во интерес на граѓаните на Република Македонија и во интерес на враќањето на демократијата. Во оној момент кога Груевски одлучи да ја убие демократијата во Република Македонија, единствен начин да си ја вратиме истата, тоа е само преку улицата. Сакам од овој момент да му порачам неколку работи на Никола Груевски и на ВМРО-ДПМН. Прво, после 24 декември, после црниот понеделник, кога на брутален начин, со полициска акција, беа исфрлени и новинарите и пратениците, ние во таков парламент како пратеници не се враќаме. Втора порака која што сакам да ја упатам до Груевски. Не може Груевски да го превземе ризикот, или ако сакате, ризикот ќе биде негов, ако одлучи да организира локални избори без опозицијата. За нас такви избори ќе бидат нелегитимни и нелегални. Исходот од таквиот тип на избори ќе падне на грбот на Никола Груевски на ВМРО-ДПМН. И третата порака, нека не глуми Груевски во разни роуд шоу емисии, дека се нормално се случува во државата. Па секој нормален граѓанин во Република Македонија му е јасно дека ништо нормално во овој момент не е во Република Македонија. А ако на некого во овој момент му е потребна лидерска средба, тоа е само на Никола Груевски. Да го спаси срамот кој што го направи во Република Македонија. Тој е единствениот човек кој што во овој момент најповеќе му е потребна лидерската средба. И затоа, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани медиуми, сакам да ви информирам дека граѓанскиот отпор со поддршка на граѓаните на Република Македонија ќе продолжи со поголем интензитет. Реакциите на опозицијата во поддршка со граѓаните на Република Македонија ќе бидат еднакво пропорционални во однос на одлуките кои што во идниот период ќе ги носи Никола Груевски. Мисовски денеска пред вашите колеги пратеници се измените во законот за влада, кои што предвидуваат на премиерот по завршување на мандатот да следува решено обезбедување позачи после сметни држава. Коментар? Значи, да ви кажам искрено, јас сум 7 години пратеник, вакво нешто не сум можел да очекувам. Тоа е надвор од сите нормални европски и светски стандарди. Од што навистина се плаши премиерот, навистина не ме е јасно. Ако е тој човекот кој што граѓаните на Република Македонија имаат најголема доверба, ако ужива најголем углед, ако анкетите покажуваат дека убедливо најсаканиот политичар во Република Македонија, јас навистина не разбирам зошто му е потребно обезбедување на премиерот после завршувањето на неговиот мандат. Вистински одговор на ова прашање треба да ви даде Груевски.